Ја честитам 15 годишнината од настанот Вечна жена, што секоја година во овој временски период се одржува во Прилеп. Сакам да ја продолжат ова манифестација, овој начин кој што го одбрале на социализација на жените од нашиот град. Чувството за домајчинство и за домајчинлак го покажуваат токму на овој начин. И не само тоа, ова дава и посебна димензија, како еден главен атрибут на семејство и на една манифестација која што со години и традиција треба да продолжи и понатаму. Ние прилепчанки сме веќе прочуени во Македонија како освојување на прво и второ место, не се даваме подолу никако и се трудиме секогаш да бидеме најдобри. Ќе се трудиме за нашиот град да ја исполниме желбата на домајчинките да се докажат и покажат дека знаат убаво да спремат и да направат. Години од години се подобро и подобро, така и оваа година гледам доста успешна изработка на преварувачките, се потрудиле многу. Пошто секога знае Прилеп да не изненади, ги носи и титулите на прво место на Република Македонија. Се надевам и годинава ќе бидете успешни. Со ова сега што го видовме, можам да речам дека навистина сме задоволни со оглед и на другите градеви каде што поминавме и овдека имаме доста успешни, па се надевам ќе има и некоја титула освоена. Годинава ми е втора година како учествувам на Вешти жени. Мојата маса годинава представува снежна идила. Се потрудив со желатин да направам снежна топка, да биде интересно, снег, елки и така, снежковци. Името на масата ми е бегство, секој сака да избега некаде. Моето место за бегање е во планина. Така, ја подготвував еден месец, идејата ја разработував скоро една година. Мојава маса сладкарница се вика, љубител сум на сладкарство. Тортава десертов ми е сладкарница, ми ја представува на дворешниот изглед. Главно во јадење, фактички ја представува куњата. Тортата, основниот прибор во сладкарството. Масата е чувар на богатството, едноставно моја идеја е змеот како чувар на богатството. Исто онака како што жените го чуваме своето семејство, како најдрагоцено богатство, представено како змеот кој што го чува богатството.